Денеска сме тука да објавиме дека бојкотот престана, но отпорот продолжува. Власта сметаше дека ако ја добие опозицијата да учествува на локалните избори, дека нашата енергија, нашите планови и нашиот отпор дека ќе престане. Меѓутоа, овие денови како да бевме поттикнати дополнително да го покажеме овој отпор токму пред институцијата која што изгледа заборавила на својата функција. Денес сме пред зградата на обвинителството на Република Македонија, на која што веќе ни таблата не можете да ја прочитате, дека тука се наоѓа токму таа важна институција во оваа држава. Можеби тоа е резултат на фактот што обвинителството обвинува, ама сите освен власта. Денеска обвинителството на Република Македонија нема ниту сила, ниту енергија да ја обвини власта за ниту еден криминал, корупција или злоупотреба на службена должност. Не се во функција на обвинување, туку само на аминување на овие состојби во Република Македонија. Пред неколку дена бевме информирани дека кривичната пријава која што ја поднесовме сите пратеници од опозицијата против председателот на Собранието Трајко Велјановски заради настаните од срамниот и црн понеделник од 24 декември минатата година, дека се отфрлува од страна на обвинителството. На обвинителството му беа потребни помалку од 3 месеци за да побрзо го ослободи Трајко Велјановски од одговорност за се она што под негова палка се случуваше во Македонското собрание. Тоа го направија, се разбира, вон од окото на јавноста, го направија на брзина да му ја олеснат туристичката посета на Трајко Велјановски на Индија на државен трошок. Она што целата македонска јавност имаше прилика да го види со своји очи, а тоа е грубото кршење на уставот, на законите, на собранискиот деловник, тоа се разбира не беше доволен факт за ова обвинителство и тие одлучија да бидат слепи при очи. Сето она што можеше да го види и македонската и меѓународната јавност не беше доволно за да обвинителството покрене постапка за грубото кршење на законите и уставот и злоупотребата на службена должност од страна на Трајко Велјановски. Со ова мислам дека обвинителството уште еднаш покажа дека во Македонија институциите систематски се рушат и се ставаат во функција на партиски цели. Сега можеби ни е појасен фактот дека јавниот обвинител одлучи своето прво појавување во јавност да биде во друштво со директорот на службата за безбедност и контраразузнавање и со најомилениот коалиционен партнер на Никола Груевски Амди Бајрам. Предпоставувам дека учеството на ромскиот бал го спречи јавниот обвинител да погледне што се случуваше во Македонското собрание пред и на 24 декември и го спречи во вршењето на својата функција. Денеска сме тука да покажеме дека ваквото функционирање на луѓето платени од страна на граѓаните на Република Македонија е недозволиво. Власта се менува, тркалото се врти и во една ситуација во Република Македонија сите овие функционери, сите овие носители на врвни државни функции, кои што решија да го газат и уставот и законите и да вршат партиски задачи, ќе мора да одговараат пред законот. Затоа денеска во знак на протест на ваквото смешно образложение сме собрани од коалицијата за иднината да го покажеме нашиот протест против ваквото партиско газење на институциите. Јас понатаму ќе ви го оставам образложението кое што го добивме од обвинителството и ќе видите навистина за каков несериозен текст станува збор. Да не бев граѓанин на Република Македонија, читајки го ваквото решение од страна на обвинителството, можеби и ќе се смеев. Ама како граѓанин на Република Македонија, сметам дека тоа не е смешно, туку трагично. Дека е тоа трагичен доказ на тоа дека во Македонија правната држава е уништена и систематски се гази, а дека државните институции се претворија во слуги и на режимот и на фамилијата. Дали ова судска одлука би можела на некој начин да ја прејудицира и одлуката што би ја донела комисијата независна? Се разбира, ова не е судска одлука, затоа што обвинителството немаше сила дури ни да остави судот да донесе одлука. Меѓутоа, факт е дека оваа брзина од страна на обвинителството, со светлосна брзина ја донесе својата одлука обвинителството, како да сака да
ја заврши работата на неуште формираната анкетна комисија. Од една страна, Груевски се колне во решението и компромисот кој што беше постигнат пред се заради притисокот на меѓународната заедница, да се формира анкетна комисија, да се истражат настаните од 24 декември, а од друга страна направи притисок врз државните институции, практично да ја завршат работата на анкетната комисија пред истата да биде направена. И на некој начин да, мислам дека е ова обид да се влие и на неформираната анкетна комисија. Она што е интересно е дека обвинителството беше многу брзо во перењето на валканите алишта на Трајко Велјановски, меѓутоа затоа му требаат месеци и години за да го каже својот став за некои други случаи. Например, подсетете се на случајот со личните карти и државјанства издадени во Ресен, кој што се уште се истражува од страна на обвинителството. Излеговме во јавноста и понудивме конкретни докази дека владата прво им дава државјанства на граѓани кои што ги увезе од соседна Албанија, потоа им дава лични карти, сега видовме дека им даваат и плави картони, се со цел да ги има нивните гарантирани гласови. Затоа обвинителството молчеше во континуитет. Обвинителството молчи во континуитет и за случајот Телеком и корупцијата на македонски политичари, за која што дискутира неколку странски држави. И најдоа дека подкуп се случил. Во дадениот случај инкриминирани беа партиските фирми на ВМРО ДПМН, така наречената фирма Аналитико, а и неколку луѓе кои што денеска се носители на врвни функции во Република Македонија. И за тој случај обвинителството одлучи да калкулира, да молчи и да врши работа за режимот. За Трајко Велјановски се стави во пета брзина и практично не минаа 3 месеци, а тие одлучија дека 24 декември речи си да не се случи. Каква ќе биде одговорноста на државниот обвинител доколку сепак комисијата утврди одговорност и вина кај председателот на собранието? Тоа ќе биде интересно прашање, бидејќи Груевски ќе се наоѓа во тешка ситуација да одлучи каде да ја префрли вината, дали кај обвинителот или кај неговите членови во анкетната комисија. Меѓутоа, да бидам искрена, се сомневам дека и луѓето кои ќе добијат зелено светло од Груевски да бидат членови од анкетната комисија, таа своја функција ќе ја вршат како што треба. И тие се тренирани да бидат послушници, онака како што ги тренираат да бидат послушници и сите овие кои што работат во оваа зграда. Меѓутоа, навистина е чудно како обвинителството за нецели 3 месеци му пресуди на случајот кој веќе повеќе од неколку месеци е топ тема во Република Македонија. Практично обвинителите се најдоа во, по мене, недозволената позиција да го прикриваат злосторството кое што го направи Трајко Велјановски и неколкумина во врвот на ВМРО-вската власт.